На Нисан лошо му се пишува. Проблемите се поголеми отколку што било кој можеше да претпостави. Резултатите од работењето во фискалната 2024 година, која во Јапонија завршува со март, покажаа дека иако обемот на производство и приходите се задржани, профитната маржа е намалена на едва и 0,6%, а загубите се искачени на скоро 4,5 милијарди долари. Според новиот шеф на компанијата Иван Еспиноза, коренот на проблемите се протега од 2015-та, кога под раководството на Карлос Гон беа поставени цели капацитетите да се зголемат на 8 милиони возила. Тогаш тоа изгледаше реално, бидејќи продажбата се доближуваше до 6 милиони, но со доаѓањето на пандемијата, таа драстично се намали и се стабилизираше на околу 3,3 милиони возила. Истовремено, никој во компанијата не се ни обиде ни да го ублажи, а камоли реши проблемот, со што тој се продлабочуваше до денешните размери. Новиот шеф на Нисан, чија задача е да го избави од дупката во која пропадна, веќе ги најави првите чекори кои се драстични. Ке се затворат 7 фабрики и отпуштат 20.000 работници, а бројот на платформи ке се намали за 6. Скоро сите инвестиции се откажани или замрзнати. Развојот на некои модели е прекината, соработката со Рено и Мицубиши ке се продлабочува. За некои пазари ќе биде повика напомош и кинескиот Донфенг, а сериозно се размислува и неговите возила за европскиот пазар да се монтираат во фабриката во Велика Британија. Ова е само дел од списокот мерки што треба да се преземат, но дали тие ќе бидат доволни да се избегне лошата судбина, никој не знае, бидејќи заради неизвестноста предизвикана од американските царини, прогнози не ни може да се дадат.